Вчера во трета лига Исток беа одиграни надпреварите од 15-тото коло, а во рамки на истото шампионот Слоговиница со убедливи 13-0 го декласираше тимот на ударникот Пирава, кој немаше сили да парира во ниту еден момент. Прегалница Делчево со минимални 1-0 го доби до Еренско езеро. Тивери и Карбенци ремизираа во Струмица играјќи 2-2, а пак надпреварот во Берово помеѓу екипите на Малеш и Овче поле заврши без победник, но и без погодоци 0-0 за поделба на бодовите. Надпреварот во Зрновци меѓу Светлос и некогашниот прволигаш Хоризонт Турново не го дочека својот крај, откако истиот бил прекинат во 76-та минута при резултатот 2-2, како што е наведено во записникот од надпреварот. Играч од гостинската екипа го нападнал вториот помошен судија, а зашто ќе следува дополнителен извештај од сите службени лица. Во трета лига Север беа одиграни надпреварите од 20-тото коло, каде лидерот Шкендија Речиново го доживеа првиот сезонски пораз, откако со минимални 1-0 на гостински терен загуби од тимот на Ринје кој се бори за опстанок. Тимот од Рачиново настапи со втор состав, со што им се даде шанса на играчите кои имаат помала минутажа, но и на младите играчи, а дел од првотимците беа отсутни поради повреди, вируси и подготовки за предстојниот бараш надпревар за втора лига. Башкими Љуботин и Академија Леден ремизира играјќи 0-0, а така заврши мечот меѓу Кадин и Пчиња. Евромилка дома загуби од Куманово со резултатот 0-2. Фортуна беше минимално подобро од БВК Конјари со 1-0. Беса Слупчине дома славеше над Аеродром со резултатот 4-2, а пак Ржаничино го доби Нью Стар со 2-1. Во овој регион Шкендија Речиново ги реши сите дилеми и оди во баражот за втора лига. Лидерот во трета лига Југ, екипата на Големо Конјари со 2-0 го доби Бучим на домашен терен, а пак некогашниот второлигаш Росомо со минимални 0-1 славеше триумф над Венец во Долни Дисам. Нов триумф за младост од Кривогаштина, откако со 2-3 славеше над Слога во гости, додека пак Питу Гули забележа пораз на домашниот терен во Крушево од екипата на Ултра со резултатот 1-2, а пак Башкими 2008 забележа висока победа од 1-4 над Дреново. Во рамки на 21-то коло на трета лига Југ слободни беа екипите на Превалици и Влазними јуниор, кои се среќаваат во следното 22 коло, а двете екипи со меѓусебен договор овој меч го одигра вчера, но истиот не го дочека својот крај. Мечот беше прекинат 22-та минута, бидејќи гостинот најпрво допатувал со 9 играчи, а откако се повредиле тројца играчи при резултатот 4-0 за Превалец, мечот беше прекинат. Денес ќе се одиграат двојките во трета лига Југозапад и Запад.